Со тоа што вчера ја објавивте новата ревидирана и надградена и проширена програма на Министерството, навистина ќе ни отворите многу работа. Ќе треба да бараме надзорна за начинот на тоа како целото го направивте, меѓутоа тоа е друго прашање. Што се однесува до темата која што е на оваа надзорна расправа. Моите прашања до вас, господин Адеми, се следни. Дали сметате дека Министерството за култура треба да спроведува културни политики или да ги задоволува интересите и страстите на дневната политика? Сите предлози од комисиите што беа, ниту една одлука не е донесена од моја страна користејќи го дискреционото право мое. Значи сите се по предлог на комисиите. Тука ги имате председателите. Значи може да зборувам сега, ве слушав, да бидеме парламентарни. Така, ќе ги имате тука и председателите на комисиите, они ќе можат подетално да ви одговорат на секое ваше прашање. Затоа јас си стојам на тоа дека сите членови се професионалци, тоа ќе го видите кога ќе ги добиете нивните CV-ја, па ќе заклучиме тоа дали сме управо или не. Минатата година бевте министер, а патем сте и долгогодишен културен работник, доаѓате од независната културна сцена, сте писател и така натаму. Како еден од најупатените во проблемите, меѓу кои и ги истакнавте некои од нив, и решенија кои што сте успеале во дадениот период да ги направите, односно решенија за проблемите, би сакала да имам две прашања, кратко. Ве молам подетално да ми објасните кои се со конкретни примери проблемите во постоечкиот модел на финансирање за културата. И второто прашање, имајќи предвид капацитетите на локалните самоуправи, како ќе се спроведе суштинска децентрализација и деетатизација во културата? Нели сметате дека клучно за децентрализацијата и деетатизацијата во културата е стимулирање на приватниот сектор преку олеснување на даночната политика, преку олеснување на даночната политика да ја спонзорира културата? Тука е целата работа според мене и повеќето што се бават со културата, за да и се даде можност на локалната самоуправа, а не сите да се насочуваат кон државниот буџет. Идејата е националните установи да имаат резервиран буџет, да речеме за 3 години, кој што секоја година конкретно ќе се дефинира врз база на стратешките планови на самите институции, и тие би ги преговарале надвор од некаков формален повик тие програми со Министерството. Би требало да имаат автономија, затоа што предпоставуваме дека тие програми ќе бидат прво од уметничките раководители, од програмските совети, од управниот одбор прочешлувани, а Министерството за култура би ги гледало согласно нивните согласно генералните политики, дали се во согласност или не се. Затоа што сега имаме ситуација да решението често пати се остава и на самата комисија. Институциите знаат да поднесат многу апликации, некогаш во измерено финансиски со исти средства колку што и целата програма во дејноста, и на тој начин одговорноста ја префарлуваат во голема мера кај комисијата. Дали се слушавте што зборувате, затоа што всушност ве слушаат луѓе од фелата кои што знаат што се случува во културата во овие 2 години. Вие зборувате за домаќинско работење, а ова што го зборувавте денес е за на пресконференција, односно чиста демагогија. Во текот на работата на годишната програма на сила биле процедури по ИСО стандардизација, една од нив се однесуваше на годишната програма за носењето кога вие бевте министер. ИСО стандардизација која што не измисли ниту ВМРО, ниту министерката Канчевска. По која процедура ја донесовте годишната програма, затоа што и ланската програма беше идентично лоша и скандалозна и нема нешто разлика со овогодинешната? И дали укинувањето на процедурите ви беше неопходно да си оставите отворен простор да правите што сакате во однос на транспарентното делење на средства, односно во финансирањето на ваши другари и соработници, сите обединети под капата на Јадро, за кои во програмата за 2018 година во сите дејности одобривте близу 15 милиони денари.
Ако кон ова ги додадеме и средствата одобрени за комисии во кои токму своји другари соработници се поставивте да ви обезбедат алиби, изработувајќи критериуми и процедури по свој личен крој, ќе добиеме слика дека безмалку 2 дејности се одлеале на ваши блиски луѓе. Одбивте исказот кој што е критички и аналитички и понудивте една ефтина партиска конфронтација, особено користејќи го овие ситни ад хоминем аргументи. Јас не сум дел од контрапункт од 2007 година, а Сдруженијето е формирано далечната 2002. Како може да ме обвинувате дека јас имам било каков допир со во коруптивна смисла или клиентелистичка во која што тврдите? Ние како граѓански сектор и независна сцена настапувавме отворено во јавноста и во таа смисла бевме големи критичари на вашите политики. Меѓутоа, јас немам никаков конкретен конфликт на интерес. Се разбира, ги бранам политиките за кои што се залагам и ги користам ресурсите и компетенциите на луѓето во кои што верувам. Во таа смисла ве уверувам дека и изборот, и селекцијата на луѓето и постапките кои што тие ги правеа се апсолутно на увид во јавноста и секако транспарентни, јавноста може да ги вклучи во дебатата. Како што знае цела јавност, имате естрадна кариера во фолк музиката и сигурна сум и верувам дека во овој сегмент сте стручна, но се ме наметнува прашањето, врз основа на кои критериуми, закон или акт ревидиравте програма од национален интерес во Министерството за култура? Или да бидам поконкретна, нели се чувствувате малку непријатно што вие сте ја ревидирале програмата на примадоната на македонската опера и балет, првенката Весна Гиновска-Илкова? Ме изненадувате со вашето прашање, морам да признам, затоа што во мојот исказ реков дека јас бев задолжена да направам увид во ситуацијата, бидејќи јавноста беше толку гласна и само имав состанок со министерот, со комисијата за музичко-сценска дејност, разговаравме, дадов насоки, побарав информации и комисијата сама си ја работеше својата работа. Не знам од кај ви се тие информации дека јас сум ја ревидирала програмата. Значи, тоа не е точно, апсолутно, морам да ви признам, бидејќи во таа комисија, како што ја споменавте, Весна и другите компетентни членови од таа комисија си ја знаат својата работа. И ја направија ревизијата и вчера листата, коригираната листа излезе. Токму членовите на различни комисии кажа информации на кој начин сте ги давале насоките, меѓутоа одиме понатаму. Во вашата кариера имате и настап на Фолкфест во Ландово, фестивалот каде излегоа најголемите македонски хитови. Впрочем, и ваша песна од фестивалот своевремено беше хит, меѓутоа вие, заедно со вашите соработници, одлучивте на овој фестивал, баш вас, кога ве вклучија да ревидирате програма, да го скратите буџетот на 1 милион денари, односно помалку од лани за 800.000 денари. А да не зборувам за време на ВМРО ДПМН, кога за фестивалот се одвојуваа по 3 милиони денари годишно. Зошто го правите? Пак ќе споменам дека јас не учествувам ни во зголемување, ни во кратење на било каков буџет. Јас, пошто го спомнавте Валандово, и јас во мојата кариера и сум организирала доста и манифестации се. И точно ги знам, ја знам процедурата и трошковите за таквите манифестации. И можам да ви кажам еден Фолкфест Валандово дека трошковите се преку 5 милиони. Валандово ова година од листата гледам дека доби 1 милион денари. Меѓутоа и општината учествува тука со средства и ова е само капка во трошковите со кои што Министерството за култура помага да се одржат таквите манифестации. Зошто како специјален советник за култура во процесот на ревизија сте дозволиле јубилеот на македонски национален балет да биде финансиран само со 2 милиони денари наспроти операта Скендербег со 6 милиони денари? По кој критериум беше оваа распределка? Ке имате можност овие прашања да ги поставите на председателите на комисиите и ќе ви одговорат. Во ред, тогаш имам и четврто прашање, господи Ласкова. Во Македонија има многу камерни состави и во овогодинешната програма не е поддржан ниту еден. Овогодинешната програма музичко-сценска дејност, се надевам дека таму и сами кажавте дека сте дале некои насоки или
уште учествувале во ревидирањето. Меѓутоа, како човек кој што е задолжен да ја спроведува националната стратегија, во која што вие имате напишано унапредување на работата на камерните оркестри, се поставува прашањето која всушност стратегија ја следите како национален координатор или советник за култура? Двата документи, стратегијата е една од документите и политиките на владата се зацртани во таа стратегија. И, значи, следењето на сите збиднувања што се во културата, важна е таа стратегија по кој пат се движат сите случувања во самата култура. Ние прашуваме за критериумите, правилата при доделување на средствата, не критериуми и правила кои се содржани во конкурсите. Тоа се две различни работи. И на крајот на криштата самото министерство не го дава тој одговор. Критериуми и мерила не се регулирани со подзаконски акти. Конкурсите се едно прашање, одлучувањето е друго прашање.